Добро вечер. Ви благодарам што го избравте Канал 5. Ова се насловите. Владата утре ќе се произнесе за извештајот од Европската комисија. Филипче го оцени како најлош досега. Не постои напредок во ниту една област. ВМРО ДПМН возвраќа дека лидерот на СДСМ продолжува да ја понижува државата. Се примало мито во замена за терапија на онкологија, тврдат сведоци во судскиот процес. Васев и онколозите ги негираат наводите. Зашто не ги обвинило лекарите и за давање и примање на подкуп? Нема тумор маркери на онкологија. Пациентите се жалат и на недостаток на дел од терапијата. Министерот Алиу ветува законски измени. Едно од прашањата кое што ќе го решиме е буквално ова. Владата за утре најави став за извештајот на Европската комисија, што беше објавен вчера. Денеска со оценка дека станува збор за досега најлош извештај без напредок во ниту една област, се огласи лидерот на СДСМ Филипче. Според него државата е во целосен застој, а европската перспектива на земјава не само што тапка вместо, туку и се враќа назад. Михајло Видимлиски со детали. Најлош извештај кој земјава го добила во изминатите 10 години со јасна порака. Не постои напредок во ниту една област. Ова е оценката на председателот на СДСМ Венко Филипче за документот за напредокот на Македонија во евроинтегративниот процес кој вчера го објави Брисел. Според Филипче, владата предводена од ВМРО ДПМН и Мицкоски е причина за застојот во реформите, а европскиот пат е сведен на празна реторика. Македонија според него сега е во група со Косово, Молдавија, Украина и Босна и Херцеговина, далеку од динамиката која имаат Албанија и Црна Гора. За жал, овој извештај потврди дека државата е во целосен застој, реформите се блокирани, институциите се парализирани, а европскиот пат е сведен на празна реторика без никаква реална содржина. И ако добро се погледне извештајот, пораката од него е јасна. Не постои напредок во ниту една област. Дури и таму кај што има технички активности, нема никакви резултати. Не само што тапкаме во место, туку се враќаме назад. Реформската агенда останува неспроведена, обврските околу уставните измени незавршени, смета Филипче. За предлог резолуцијата за утврдување на државните и националните позиции за продолжување на евроинтегративниот процес со конкретни рокови за спроведување на уставните измени, опозицијската партија не добила никаков одговор од партиите до кои е доставена. Филипче вели дека не е финален документ, но смета дека е основа за постигнување национален консензус. Филипче поддржува уставни измени со одложено дејство, но се сомнева дека тоа ќе значи отворање на поглавјата. Да, се согласуваме апсолутно за уставни измени со одложено дејство. Апсолутно. Но што ќе значи тоа? Ќе значи ли дека ќе го отвориме поглавјата? Зашто веќе зависи од Европската унија. Зашто треба да имаме јасни сигнали. Инаку е нешто што ќе се направи целосно без никаква потреба или најава за некакво размислување кое што однапред некој знае дека не води никаде. А ако точно се дефинира дека е тоа нешто што е прифатливо, апсолутно да. Околу предлог резолуцијата, Филипче првин рече дека ќе чека и мислење од партиите, да се разговара на заедничка маса и со сите сугестии да се надополни документот, па потоа да се поднесе до собранието. По критиките на лидерот на СДСМ за забелешките во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава, возвратија од ВМРО ДПМН, обвинувајќи го Филипче дека продолжува да го игра бугарското сценарио за Македонија и дека ја понижува сопствената држава. Македонија ќе продолжи со реформите без разлика на диоптријата која е јасна, а тоа е дека извештајот како многу пати во минатото и во други земји се користи како дел од политичките условувања, притисоци и динамика на земјата. Но за нас е јасно дека вакви слични извештајчиња ќе продолжат се додека не се најде решение со Бугарија. Но и покрај тој негов аспект,
Извештајот сметаме дека е одличен и не охрабрува да продолжиме по патот на реформите и го гледаме како патокас на кој што треба да се фокусираме во иднина. Сметаме дека е реален, има многу работи кои што се заостанати и резултат на проблемите кои ги наследивме, но ќе работиме посветено на реформите и неопходните чекори за просперитет и добробит на земјата и нашите граѓани. Наша цел е членство во ЕУ, а ние ќе бидеме спремни за тоа кога ЕУ ќе биде спремна да не прими, се наведува во партиското соопштение од ВМРО ДПМН. Без поголем напредок од претходната година и речиси идентични забелешки како и во претходниот документ од лани. Вака дел од познавачите го оценуваат најновиот извештај за напредокот на земјава од Европската комисија. Според нив, најмногу загрижува немањето никаков напредок во правосудството. Детали од Јован Ѓорговски. Беззначителен напредок, но со сериозна загриженост поради оценката дека нема резултати во делот на правосудството и борбата против корупцијата. Вака дел од познавачите го оценуваат најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија. Според Симонида Кацарска, извештајот не се разликува премногу од претходните, особено што законите за правосудството, кои се дел од реформската агенда, се уште не се донесени. Усогласеноста на земјава со европското законодавство пак вели не е изненадување, бидејќи Македонија низ годините има добро досие на тоа поле. На иста линија и државниот советник за европски политики Драган Тилев, кој вели дека извештајот не отскокнува во однос на претходните години. Генерално, извештајот не е нешто многу поразличен од изминатите неколку години, па и подолго. Загрижува оценката дека нема напредок во правосудството. Тоа не треба да не изненади со оглед на тоа дека повеќе од година дена говориме за дел од реформскиот пакет на закони кои што се дел од реформската агенда во правосудството, меѓутоа тие се уште не се донесени и доста слабо е оценета исто така борбата за корупцијата, борбата против корупцијата. Не можам да кажам дека овој извештај е нешто отскокнува во плюс или во минус од претходните извештаи, особено во последните неколку години. Очигледно е дека се издвојуваат Црна Гора и Албанија, би рекол технички коректно, но се издвојуваат и од страна на Европската Унија и од незините представници и Украина и Молдавија, би рекол повеќе политички. Ние сме на ниво со негдека групата со Србија. Според Тилев, пораката од Брисел и еврокомесарката Кос, која земјава ја смести во групата со Србија, Босна и Херцеговина и Косово, е политичка. Сличен став има и Кацарска, која оценува дека иако пораката е насочена за уставните измени, сепак треба да предизвика загриженост, особено имајќи ги предвид чекорите што Албанија и Црна Гора ги прават на патот кон полноправно членство. Апсолутно пораката беше дека без уставните измени не сте во таа прва група. Меѓутоа, мислам дека покрај таа порака, која што е политичка, мислам дека овој извештај треба да не загрижи и на техничко ниво. Секако дека политичката поддршка во Црна Гора и Албанија е поголема, меѓутоа тие имаат направени технички исчекори, кои што кај нас ги нема. Политичка порака значи оние држави кои што ја следат политичката агенда, која што се трасира од страна на Европската Унија, а тоа евидентно го правеше Црна Гора, го правеше Албанија, го прават и Украина и Молдавија, се со позитивни политички пораки. Кај нас е во повеќе наврати во самиот извештај наведено и во заклучоците исто така, дека земјата треба да направи дополнителен напор за да го преброди или премости оној политички проблем кој што го имаме. Македонија при презентацијата на извештајот од еврокомесарката Кос доби пофалби за согласувањето со надворешната и безбедносна политика на Унијата, но и потсетување за незавршените обврски во однос на уставните измени. Забавена фискална консолидација и неусогласеност помеѓу монетарната и фискалната политика се главните забелешки нотирани во извештајот на Европската комисија во делот на економијата, посочуваат од Finance Think. Според нив, ваквите оценки биле и очекувани. Повеќе од Елизавета Дамјановска-Спасеновска.
Очекувани се забелешките кои доаѓаат од извештајот за напредокот на Македонија на Европската комисија, смета Благица Питрески од Financing. Според анализата која ја направиле, најголем акцент се става на забавената фискална консолидација, како и на големото трошење поради платите и линеарното зголемување на пензиите. Извештајот исто така ги нотира забелешките на усогласеноста помеѓу монетарната и фискалната политика. Моделот на забавувањето доаѓа заради големите стапки на трошење во делот на плати, како и линеарното зголемување на пензиите, кои пак од своја страна ги насочуваат повеќе средствата кон тековни трошења и ги скратуваат износите на капиталните расходи, кое што беше забележено со делот на ребалансот. Во делот на одложување на фискалната консолидација, забелешките се во делот на примената на законот за буџети, кој што пак имплицира дека треба усогласувањето на буџетскиот дефицит да биде до 3%. Извештајот за напредокот на Македонија дава забелешка и во делот на државната помош, каде што ги критикува слабостите во делот на недоволна транспарентност и недоволно ефикасно трошење на средствата. Тоа на што Европската комисија најмногу забележува е недоволниот прогрес на структурни реформи. За спроведување и резултати е потребен подолг рок, а тоа се областите на човечки капитал, физичка и енергетска инфраструктура и иновации, кои во најголем дел беа присутни и во претходните извештаи. Она на што Европската комисија забележува е недоволниот прогрес на структурни реформи. Значи, во делот на фискалната консолидација, ние повеќе пати сме апелирале дека за да забележиме посилна фискална консолидација, нас ни се потребни структурни реформи внатре во начинот на кој што ги собираме парите и начинот на кој што парите се трошат. Така што јас верувам дека во моментот, бидејќи изборниот циклус е завршен, веќе има простор за похрабри чекори од страна на владата, особено во економскиот дел, каде што може еден дел од структурните реформи да бидат забрзани и да бидат имплементирани. Извештајот исто така нагласува и дека времените ограничувања на цените и маржите кај храната придонеле кон променливост и нестабилност на цените во краток временски период. Влошени прогнозите за инфлација, подобрени за економскиот раст. Народната банка ги објави есенските макроекономски проекции. Шеснаесет приговори досега се поднесени во ДИК за гласањето во вториот круг од локалните избори. 4 забрвеница се поднесени од кандидатот на Влен Хаким Рамадани, кој веднаш по изборите беше и разрешен од Државниот инспекторат за локална самоуправа. 2 приговора пак се поднесени за Карпош од коалицијата на Стефчо Јакимовски. Маја Стојановска. Државната изборна комисија добила 16 приговори за постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од вториот круг од локалните избори. Хаким Рамадани, кој беше поддржан од вреди, поднел приговори за сумирање и утврдување на резултатите во 4 избирачки места од Брвеница, каде победи неговиот против кандидат Јовица Илиевски, поддржан од ВМРО ДПМН со 4374 гласа, или 150 повеќе од Рамадани, кој освои 4224 гласа. Најмногу приговори досега или 10 има поднесено коалицијата Твоја Македонија. Сите се за избирачки места во Шуто Оризари. Во оваа општина во вториот круг победа издвои Курто Дудуш од Унијата на ромите, од каде исто така имаат поднесено приговори за 3 гласачки места. Дудуш победи со 3894 гласа, или 488 повеќе од неговиот противник Ерџан Демир, кој беше поддржан од коалицијата на ВМРО ДПМН и кој освои 3406 гласа. 2 приговори за гласањето за 2 избирачки места во општина Карпош поднела коалицијата Искуство за успех, која го поддржуваше Стефчо Јакимовски. Во Карпош победи кандидатот поддржан од ВМРО ДПМН Сотир Лукровски, кој освои 13512 гласа, наспроти Јакимовски кој освои 1134 помалку или 12378 гласа. Од Државната изборна комисија велат дека седницата на која ќе одлучуваат за приговорите треба да се одржи утре. Државната изборна комисија е должна во рок од 72 часа по приемот на приговорите да донесе одлука. Против одлуката на Државната изборна комисија, подносителот на приговорот има право да поднесе тужба до управен суд
и тоа во рокот 24 часа по прием на решението за приговорот, додека управниот суд пак во рокот 48 часа по приемот на тужбата одлучува во однос на доставената тужба. По објавувањето на конечните резултати од локалните избори, ќе започне да тече и рокот од 60 дена, во кој треба да започне новата изборна постапка за општините Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово, каде на гласањето во првиот круг не беше постигнат цензусот од најмалку 1/3 излезаност. Пациенти тврдат дека давале мито на екс-директорот Нино Васев и на другите доктори обвинети во случајот онкологија, во замена за терапија. Ваквите сведочења беа изнесени на денешното судско рочиште, но истите беа отфрлени од страна на обвинетите и нивната одбрана. Детали од судењето има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. За секое примање на лек прво одевме во канцеларијата на доктор Нино Васев, каде што од фрижидер ни ја даваше потребната терапија, а предходно се договаравме да му давам по 500 евра. Терапијата ја земаше медицинска сестра и на мојот супруг му ја даваше во дневна болница, сведочеше сведок повикан од обвинителството, денеска во кривичниот суд на судењето за онкологија 1. Нино Васев лично реагираше дека станува збор за клевета и дека никогаш не побарал пари, а доколку побарал пари, зошто не бил пријавен, реагираше неговата одбрана. Правен аспект во оваа постапка не се води кривично дело давање и земање подкуп. Ако обвинителството имало такви сознанија, очигледно имало, што ги предлага токму овие сведоци, што таков драстичен исказ даваат, зашто не ги обвинило лекарите и за давање и примање на подкуп? Во кривичниот суд денеска сведочеа 7 сведоци. Дел од нив даваа искази за обвинетите Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски. Една од сведоците посочи дека и давала и пари на доктор Црвенкова, само да ја лекува подобро и верувала дека незината мајка ќе се спаси. Онкологот Црвенкова објасни дека станува збор за пациент со метастази и негираше дека земала пари. И предмет на ова обвинение е несовесно лекување на болни и во таа насока ниту еден од денес заслушаните сведоци не изнесе ниту еден аргумент што е тоа што доктор Симонида го направила за да се стекне печаток дека таа несовесно постапила кон некој од пациентите. За четврто обвинетиот доктор Драган Јакимовски за пациентите за што имаше обвинение дека несовесно ги лекувал, денеска двајца сведочеа дека воопшто тој не ги лекувал нивните блиски. Истакнаа дека истите дека Драган Јакимовски ги нема лекувано тие пациенти. Едната дури потенцираше дека не бара нити штета, нити се приклучува на кривичниот прогон, а другата каже дека нејзиниот татко не бил лекуван од доктор Драган, така да останува уште еден пациент кој што му се става на товар на доктор Драган Јакимовски за несовесното лекување. Утре продолжува судењето онкологија 2 за несовесно работење и финансиски криминал. Реагенси за тумор маркери на онкологија нема, но пациентите можат да направат испитувања на клиниката за биохемија, вели министерот за здравство Алију. Решението за честиот недостиг на тумор маркери Алију го гледа во измени на законот. Од клиниката за онкологија пак тврдат дека во моментот ги имаат сите лекови за онколошките пациенти, иако дел од нив велат дека дел од терапијата недостасува. Сања Трајковска-Ставров. Веќе неколку месеци нема тумор маркери на онкологија, а пациентите со канцер се праќаат крвна анализа да направат во други лаборатории, како што е клиничка биохемија. Таму дел од пациентите велат дека за испитувањата кои се клучни за да се добие одговор за ефикасноста на терапијата и контрола на болеста им било наплатено, бидејќи во упатот не им била наведена шифра која ги ослободува од наплата болните од канцер. Министерот за здравство Азир Алију вели дека со измена на закони во иднина ќе се надминат проблемите со недостатоците на реагенси за тумор маркери. За жал, заради исто така законски пречки, знаете дека ако една процедура закасни, вие законски не смеете да отворите друга или да убрзате. И затоа еден од законите во овие 12 закони што ги менуваме, ги адаптираме, една од
едно од прашањата кое што ќе го решиме е буквално ова. Пациенти на онкологија кои сакаат да останат анонимни за Канал 5 велат дека не е реткост меѓу себе преку карго од град до град да си праќаат еден на друг од таблетите кои ги имаат на залиха за да се покријат со терапија и за да си помогнат во деновите кога ги нема. Последно, пациенти немаат таксол и цисплатин, а од Сдруженијето Хема-Онко сметаат дека овој проблем може да се надмине само ако се набавува поголема количина на лекови за подолг временски период. Еве оваа година имавме зголемен буџет, меѓутоа повторно се соочуваме со некакви капови во набавките. Мора да се промени начинот на кој што се набавува терапијата за овие клиники во Македонија. Директорот на онкологија Игор Стојковски за Канал 5 вели дека во моментов сите лекови се достапни на клиниката, а за тоа дека од време на време нема дел од терапиите, вината ја бара кај добавувачите. Во однос на лековите, сега во моментот имаме се, но има некогаш доцнење поради добавувачите. Точно е дека нема тумор маркери, но очекувам ако пак нема проблеми со тендерот, набрзо да имаме реагенси. Не сметам дека е проблем, бидејќи пациентите можат во околу 40 лаборатории што работат со ФЗО да направат анализа. Пациентите потврдуваат дека на онкологија подобро функционира мој терминот претходно и има делумно намалување на гужвите, но алармираат дека долго се чека за читање на резултатите од PET скен снимањата, зашто властите најавуваат дека поради недостаток на доктори ќе договараат лекари од странство да ги прегледуваат снимките, што досега не е реализирано. Очекувањата на Народната банка се дека земјава ќе заврши годината со раст на економијата од 3,5%, а просечната стапка на инфлација ќе изнесува 3,9%. Според гувернерот Трајко Славески, макроекономската слика за домашната економија укажува на солидни економски изгледи и на натамошна стабилизација на инфлацијата. Сандра Спасовска ги има информациите. Инфлација од 3,9%, економски раст од 3,5% и дефицит од 4,2%. Народната банка излезе со нови нагорни макроекономски проекции за 2025. Растот кој со априлските проекции беше проектиран на 3%. Според гувернерот на Народната банка Трајко Славевски, сега Македонија годинава ќе ја заврши со економски раст од 3,5%. Корекција има и кај инфлацијата, која според првичните проекции требаше да изнесува 3, но е ревидирана на 3,9%, со очекување дека на среден рок ќе се стабилизира и до 2027 година ќе достигне ниво од 2%. Инфлацијата во 2025 во текомната година ќе биде под влијание на растот на цените на храната, во услови на се уште инертна базична инфлација, која што ги исклучува цените на волатилните производи, како што се храната и енергијата, и одредено стабилизирање на цените на енергенците. Додека во наредниот период проекциите се дека инфлацијата ќе се сведе на 2,5% во 2026 година и 2% на среден рок. Во најновите проекции се предвидува и продлабочување на дефицитот на тековната сметка, кој според Народната банка годинава ќе биде 4,2% од БДП и представува проширување на дефицитот во споредба со претходната година. Но во годините кои следат НБРМ предвидува негово намалување и тоа од 4,1 во 2026 и 3,7% во 2027. Прашан околу најновиот извештај на Европската комисија за Македонија, Славевски вели го погледнал делот кој се однесува околу мандатот на НБРМ, кој според него е позитивен. Останатото, како што рече, не би сакал да го коментира. Следно на Канал 5 само вистини со Видиновски. Пријатна вечер.